Добро вечер за сите оние кои што не гледаат лайв. Јас сум Сашо Ордановски, ова е Политикати.мк, со мене, иако не со нас во Македонија е... Боријан Јовановски. Боријан, те фаќаме на некој аеродром, мислам дека си у Женева. Ти веќе си почесто на аеродроми него што си овдека у Скопје. Женева овој пат, Женева, Сашо. Фино, една ефтина земја, убава, не е баш многу средена, ама така, мислам, подобар живот има. Види, еве 3-4 дена сум тука, не можам да се начудам на оваа организираност. Одамна не сум бил, сум тука стварно многу одамна не сум бил. На начинот на кој се организирани, на начинот на кој функционираат институции, просто, како ти кажам, се дише со една хумано, се е направено така по мерка на секој еден, што би се рекло. Да, скапо е, но со колеги новинари поразговарав и платите им се така соодветни. Сите се соодветни на цените, иако е стварно скапо. Мислам дека е дури поскапо и од Норвешка, за која вака ме исчудувала стално по цени високи, и мислам дека е поскапо, но да, стандардот на швајцарците е навистина вака фасцинантен и е модел на земја од која се учат многу работи. Морам да ти кажам дека заради некои околности, јас во Женева во последните години така неколку пати и пред тоа и така, велат дека можеби само Цирих е поскап од Женева. Цирих е онака баш недопирливо скап. Меѓутоа, ова па од друга страна има една стварно, мислам, има една димензија на градот кој што е, бидејќи тоа е релативно мал град, се разбира, на езеро, од другата страна е Франција. Така, и навистина е, како да кажем, можеш да го одработиш градот. Нема овој тип на урбани хаоси, нема големи турканици, гужви, одличен јавен превоз се разбира. Неколку фантастични ресторани, кои особено покрај езерото и така. И се враќаш во Македонија кога? Наскоро, Борен? Вечер, нукеска се враќам, Саш. Инаку да, тоа не постои тука трафик джем. Ја не видов, например, во денеска или било кој работен ден, просто имаш печаток дека е недела ден, со оглед на тоа каков е јавниот превоз и веројатно, не знам што прават. Па и се движат и пешки, се движат и со велосипеди. Да. И тоа е тајната одличен јавен превоз и така. Борјан, иначе во твое отсуство овдека последните 3-4-5 дена ништо значајно не се случува, освен што се случуваат, се разбира, низа значајни работи, ама бидејќи не си тука, немаше на вестите информација дека си заминал и така, и луѓето валда мислат дека си тука и дека е се нормално. Затоа и инаку живееме во онаа посттравматична една ситуација после Кочани, се разбира. Денешната емисија имаме, како и секогаш, гостин со кој ќе поразговараме за сите аспекти. Ние ова, само да кажем за оние што сега не гледаат во живо, ова го снимаме 2 часа заради твоите летови пред да пуштиме емисијата во живо после 8 часот навечер, така што се извинуваме на сите оние што ќе сакаат да четираат и ги охрабруваме, се разбира, но бидејќи не сме лайв не можеме да им одговориме. Но тоа ќе го направиме следниот пат кога ќе се видиме, веќе следниот пат ќе бидеме, се надевам, заедно во студио и ќе одиме баш во живо. Бидејќи во суштина ќе ги разговараме сите теми за кои што ќе разговараме со гостинот, можеби е добро да влеземе едноставно со гостинот, да го представам јас, бидејќи тука седи прикупат на мене. Со нас во студиото е професор доктор Ненад Марковиќ, редовен професор на правниот факултет во одсекот за политички науки. Наш помлад колега, кој што јас сега не сакам комплименти да му правам и така, но секогаш кога ќе се видиме, онака баш ми е драго да издискутираме теми за кои што Ненад сепак доаѓа од една друга генерација, има малку и веројатно, што се нормално, малку и поинаков агол на гледање на некои од работите. Ненад, добро вечер. Добро вечер, Сашо. Драго ми е што сум во студиото и се надам дека ќе имаме интересна дискусија, како што и секогаш имаме кога ќе се видиме. Така е. Борјан, да го поздравам и јас, професор. Здраво, Борјан. Ако ми дозволиш, Борјан, одма да влеземе во меритумот на нашата политика. Баш со овој податок што Ненад е веќе 15 на години предава на УКИМ, на најголемиот универзитет во Македонија. Експерт е за политички науки, се разбира, интензивно се занимава со сите аспекти на ова што ни се случува наназад децении. Ненад, да те прашам и како професор, одеднаш
како одеднаш да се соочуваме со феноменот на ова студентско движење, кое што, да бидам искрен, кога сме разговарали, бидејќи јас поминувам многу години, сум поминал на универзитет и предаваме на студенти така натаму, малку како да не изненадува. Бидејќи мој впечаток е дека после онаа политизирана генерација од пред, да речеме, 10 години со студентски движења и така, како да дојде една генерација за која што ние мислевме и можеби уште мислиме, можеби јас сум мислел, дека не се многу политички ангажирани и заинтересирани. Наеднаш пред неколку дена 15.000 студенти на дожд пред владата, а не знам што ќе биде сега во сабота, бидејќи продолжува целото тоа движење. Имам и право кога чувствувам дека јас сум барем малку затечен од тоа како сепак студентите имаат некакви ставови за ова што ни се случува, кои што можеби јавно не сме можеле да ги препознаеме. Сигурно. Јас сум и малку подолго од тие 15 години во неформален капацитет како демонстратор и така натаму. Така да имам сигурно едно 2 децени некаков преглед на тоа како се развивала ситуацијата. И да, таа генерација од пред некои десетина години беше исклучително политизирана во времето на пленумите, контрапленумите и така натаму, на една или друга страна на политичката поделба. Меѓутоа силно мобилизирана, да речеме, повеќе по партиски линии, дел од нив. Иако имаш и таму еден корпус на млади луѓе кои нели сакаа работите да се решаваат принципиално. Сега имавме после тоа, да речеме, последните 6-7 години, не можам сега прецизно да го утврдам, нели, тој временски некој период кој поминал, една генерација која мене ми се чинеше пасивна, незаинтересирана, во некој политички хиатус, така релативен, во некоја политичка латенција влезена, за всушност да сватам дека тоа воопшто не е така, дека тоа е еден привид кој очигледно ние го имаме како можеби предрасуда за овие понови генерации. Затоа што последните настани и оно што се случува на факултетот кога разговарам со нив ми покажаа дека всушност се работи за доста свесни млади луѓе кои го имаат променето фокусот на своите политички барања и тоа е можеби најинтересното нешто за коментирање. Ако порано имавме ние на времето, се сеќам на политички науки, еден нас професор ни кажуваше, имаше една шема од Дарендорф, Ралф Дарендорф, ако убаво се присеќавам, дека вие режим можете принцип да смените многу брзо. Тоа е прашање на 2-3 дена. Така, било кој политички сетап можете да го промените брзо. Институциите да ги издресирате, да ги направите функционални, трае со декади, со години, со декади. Меѓутоа политичката култура да ја смените трае со векови. Ние сме се во втора и трета фаза од овие три градуелни процеси, односно последователни процеси, каде што оваа нова генерација под еден има многу пократко трпение од претходните, а потешко е да излажете заради тоа што има неприкосновен пристап до информации. Не можете ништо да им кажете со кој евентуално би ги замајале, би спинувале и така натаму, се е проверливо и која бара суштински фундаментално да се промени системот. А тоа е можеби најтешкото нешто, со обзир дека овој систем под кој ние функционираме има 30 годишен залет. Ако не е дури и од доцниот социјализам, па може да кажем и скоро колку што сум ја жив 46 години, да има залет од скоро 4 декади. Да. И тоа е она што тука тешко се кочи. Тука таа социјална инерција тешко се менува. Као што кажав во една друга прилика, оно што 30 години сме го расипувале, можеби 40, еве, ти Борјан паметите подолго од мене, веројатно ќе го правиме 50-60. Ама желбата, потребата на овие млади луѓе да се оправи, да системот да биде поинаков, без многу респект за тоа кој е на власт, кој не е на власт, мислам дека тоа не им е примарно. Тој што е на власт има одговорноста да менува и да адаптира, и тој после него, тоа е оно што они суштински го бараат. Јас гледам дека се променил фокусот, што се вели влагаат ин медија срез. Воопшто немаат намера да се занимаваат со имиња, датуми, ја сватија старата поговорка дека малите луѓе разговараат за другите луѓе, големите луѓе разговараат за идеи. И сакаат да разговараат за идеи. Сакаат да разговараат за фундаментална промена на систем кој евидентно 30 години не знаеме како да го рехабилитираме. При тоа, како и секоја власт, ја оваја особено, првиот инстинктивен одговор на власта е да воспостави некаква контрола околу тоа. Они се затечени, можда и како целото општество. Меѓутоа, прво што се обидуваат да воспостават контрола, а потоа, бидејќи тоа им е најлесно, да кажат дека ова инспирациите се вакви, такви, главно некоректни и така натаму, нели, од странство, конспирации, предавници и така натаму, и гледам дека тоа не поминува. Бидејќи овој собир на млади луѓе, всушност во кој што тоа не се студенти на политички науки само.
Тоа се студенти од земјоделие преку архитектура до електротехнички науки. Значи не би предпоставил дека се они подготвени за некакви политички дебати и така натаму. И затоа ми се чини дека овој пристап на власта не функционира. Власта ги чувствува како противници и се однесува како да се они политичка партија, а всушност се работи за тотално друг вид на општествено движење. Доколку има вистинска желба за промена, не е тешко ни да се кооптираат овие млади луѓе, да учествуваат во еден таков тип на промена, доколку таква клима се создаде. Таква клима многу тешко се создава затоа што баш заради таа инерција на она што 30 години го прави. Инаку нели и ова власт и претходната и сите други треба да знаат каков е концептот на овие движења кои постојат. Они се многу хетерогени. Има луѓе кои имаат различни интереси, но ги спојува нешто што во таа нека постмодерна школа се нарекува chains of equivalence. А тоа е дека многу различни незадоволства од многу различни работи, кои не мора дури ни да се сродни, може да се поврзат во едно големо социјално незадоволство кое може да еруптира во секој момент. И тоа е нешто што овие движења не ги прави послаби, ги прави посилни. Така да во принцип конфронтацијата со овакви големи социјални движења не е исплатлива. Вие морате да видите точно каков тип на барање испорачуваат и да видите што тоа е стварливо, што не е стварливо. Најдобро би било за секоја власт да си направи еден шортлист, што на краток рок, што на долг рок може да се оствари, да почне да остварува. Затоа што овој притисок нема да заврши ни со оваа власт, ни со следната. Овој притисок ќе трае, се надевам барем до оној момент додека не видиме некаква видлива промена во општеството. И овие млади луѓе нема да се откажат според мене. Ова ќе биде само прв од серијата настани кои веројатно понатаму младите ќе бидат основен двигател на таквото нешто, каде што ќе бараат фундаментална промена. Сега, кој од што е незадоволен, кој со каков интерес влага во таа работа, кој не е важно. Во принцип, вие не можете да делегитимирате ниту еден социјален сегмент, независно какви се односите, заради тоа што не сите имаат некакви своји легитимни барања. И тие барања ги спојуваат во едно големо социјално незадоволство кое може да се поврзи и да биде мултиплицирано на некој начин. И потоа станува и поопасно и секоја власт потоа нормално станува и понервозна. Затоа во принцип подобро е да се разговара, подобро е моделот на социјален диалог е многу подобар отколку моделот на директна конфронтација, заради тоа што да се конфронтираш со таков еден голем полнеш на негативна енергија и на незадоволство е често и политички многу ризично. Така да тука ќе мора многу внимателно да се игра, тука ќе мора многу да се има почит кон тие барања и ќе мора на некои од барањата веднаш да им се излезе во пресред, кои не нужно се однесуваат само на брза правда и кои не нужно се однесуваат на некои краткотрајни феномени. Се однесуваат малку на подолготрајни реформи, подолготрајни феномени, а особено на алоцирање на одговорност за социјални процеси на кои ние не сме навикнати. Ние имаме Ајде, Боријан. Да. Да, професоре, мене ми се чини дека ние сега сме сведоци, јас тоа го спомнав и кога се случи она студентско движење во Србија, сме сведоци на една револуција во менталниот склоп. Имаме генерации кои просто разбираат ова што пред малку го зборувајќи за Швајцарија, кои разбираат што значи институција во едно демократско општество, институција која треба да биде сервис за потребите на граѓаните. И при тоа дополнително оваа генерација сега се соочува со уште една, би рекол, уште еден проблем, а тоа е на пример како што гледам и овде по западот, веќе се затвора пристапот до пазарот на работна сила во западните земји, или барем тој стандард веќе не овозможува сега се преселите, па вие цело семејство, па добиете плата која може да ве реши. Па сега да ве прашам во контекст на тоа, дали во предавањата кои ги имате, дебатите кои ги имате студентите, дали ова што го јас сега предпоставувам, се разбира, на извесен начин, дали они го разбираат што значи институции, каква е администрацијата, што значат вработени во администрацијата, дека тие треба да бидат, како да кажам, civil servant, слуги на граѓаните, а не некои кои им диктираат нешто на граѓаните. Дали тоа се рефлектира во полемиките, во дебатите кои се водат во амфитеатрите на факултетот? Она што можам да ти го кажам е дека и што го гледам, можам најколоквиално да го наречам дека сакаат да ја добијат услугата за која платиле. Ако можам тоа така да го кажам. Ние како генерации имавме многу посубмисивен став. Малце посубмисивна политичка култура имавме, каде што државата сепак беше нешто големо, туѓо, таму некаде, за нив не е така.
Еве сега ќе илустрирам со пример. Имав неделава можност од една фондација која оперира тука во Македонија да презентирам податоци кои се однесуваат на млади луѓе. И се од наше време од прилика кога работев јас, не знам, за UN системот и така натаму на Early Warning Report имаше, се знаеш. И кај млади, кај стари, сиромаштија, корупција, невработеност, тоа беа категориите. Сега тоа едноставно го решаваат. Ако не можеме да се вработиме овде, ќе се вработиме во странство и нема да чекаме многу. Брейн дренот е огромен. Меѓутоа се појавуваат сосема нови категории на незадоволство, кои се врзани за промена на културните навики на оваа генерација. Ако мене ми било доволно, не знам, да направам доградба до моите и да речем добро, ќе живееме како едно големо, како се като генеричко семејство, проширено семејство се вика тоа социологијата, и со тоа ќе бидам задоволен зашто ќе имам кај да се приберам и да не ме врне. Овие викаат не. Еден од првите петте проблеми е домување. Викаат домување ни е проблем. Не може квадратот во Скопје да е 3000 евра и вие да ни викате дека не имаме пристап, не знам, до не знам, да не терате да раѓаме по 2-3 деца и да го зголемуваме наталитетот. Зашто со квадрат од 3000 евра ние не можеме тоа да го направиме. Високо излагаат теми како јавен транспорт. Пораката на младите луѓе тука е: дајте да почнеме од малите нормални работи. Дај да стигнем на работа на време и на факултет на време, да не каснам кај Марковиќ на час и кај другите на час, заради тоа што чекам да ми дојде автобус 45 минути. Сакаат нормални мали нешта. И една работа која мене така малце и ме трогна искрено, ми предизвика еден емотивен набој. Знаете ли кој е во првите 7-8 проблеми кои младите го истакнуваат како најголем? Кој? Ментално здравје. Нешто што у мојата генерација било апсолутно не било за дискусија. Ако ти не се осеќаш добро, или ако не знам, си депресивен, ти не си доволно цврст карактер. Тоа беше објаснувањето у мое време. Потоа луѓето сватија дека таа работа е многу покомплексна. И сега викаат ментално здравје. Сакаме сите овие, сакаме нормално ментално здравје. За тоа да го постигнеме, системот ќе треба многу да се менува. Добро, има и елементи да во тој систем врз кој што системот нема влијанието, се социјални мрежи и така се разбира. Кој што се вон контрола. Меѓутоа, Ненад, во каква контрапозиција е ова што феноменално го кажуваш, бидејќи тоа навистина е суштината, текстурата на ова што се случува, наспроти една крута македонска партизирана држава. Мислам, ова е ексклузивно политичко прашање од твојата област. Точно, Каде стојат партиите наши во однос на овие промени во кои што вика Боре, ова што викам, чекаме, сакам со велосипед да стигнам и да не морам да одам по улица зашто сите овие и ние сме паркирани на тротоар, нема каде. Како одговараат? Нели се во шок властите, бидејќи они се во суштина на потполно друг начин воспоставени. Партијата победи, сега се на нашите партиски кадри ќе има возможно. Да, тоа се помалку ќе биде така и се помалку ќе поминува кај општата јавност, затоа што ако ви текнува едно од првите поенти кои ги направи дека оваа генерација која доаѓа има многу пократок фит. Апсолутно многу пократко трпение и нема намера да чека, не знам, со години, да не речам со декади, за работите фундаментално да се променат. Мислам дека кога оваа генерација ќе биде предоминантен дел од гласачкото тело, таа брзо ќе казнува. Заради тоа што пораката е дека токму тој систем кој е етаблиран 30 на години, на строга партиска хиерархија, на комплетен споил систем, ние кога доаѓаме све зимаме, претходните се за све криви, ние Zero sum game, ќе мора да престане заради тоа што ќе мора на некој начин да се нормализира начинот на кој се практикува власта. А тоа е кооптација, тоа е повеќе мерит систем, тоа се подобри институции, тоа се институции кои ќе даваат услуги. Како што реков, младите ќе сакат за парите да го добијат оно што им следува. И нема да се откажат од овие. Јас би рекол, се уште се соништа, ама еден ден се надевам дека ќе станат реалност. Аспирации да ги наречеме. Аспирации да ги наречеме. Они ќе сакаат да го добијат начинот на живот кој го има, не знам, во Женева, кој го има во Виена и така натаму, заради тоа што сметат дека го заслужуваат. Ние бевме генерација која дебело зезна од тој поглед, затоа што мислевме дека не го заслужуваме. Јас сум од генерација растено 90-ти, полна со екзистенцијални стравови и мене ме беше доволно да имам едно количе негде да се приберам. И тоа тачно се гледа, сега бранеше еден докторат, еден брилијантен мој студент, јас му бев ментор, многу се гордеам со тој докторат. Точно во временските серии на твојата генерација, генерацијата на Боријан, мојата, тачно се читат траумите низ кои сме поминале. Во однос на тоа како се позиционираат политички. Тоа беше страшно, мислам, се разви една дебата. Тука беа колеги од левицата, од десницата, една убава докторална композиција кај што се разви една феноменална дебата. Ти точно ги гледаш траумите. Овие деца сега, не се деца, тоа се вика оформени личности, не растат со такви трауми. И не трпат патронизирање, она што исто го приметувам од никого.
Не е дека не почитуваат авторитет, тоа се две различни категории. Едно е да не почитуваат авторитет и да покажуваат некаков подценувачки однос, секогаш ќе има по еден двајца такви, тоа е сосема друга, да речеме, појава, меѓутоа не дозволуваат она што се некој condescending tone. Некој да им држи лекции за работи кои им се добро познати и кои им се достапни, кои се проверливи. И тоа е нивната голема предност. Да. Тоа е нивната голема предност. Тој некој со многу ниско ниво и коефициенти на интелигенција и на образование. Не, се разбира. Професоре, пред малку спомнав овај околу иселувањето и рековте во овој brain drain и вие го споменавте. Сепак, знаете, кој ќе, еве тука гледам дали во Швајцарија, дали во друга земја во Европа, знаете, веќе не се платите тие кои некој саки, колку и да сте добар во некоја област, ќе дојдете ќе добиете, да речеме, 3-4 евра. Но тоа не е сума со која вие сега решавате, овде можете да го решите, да формирате семејство и да купувате стан и не знам што. Во таа смисла, дали тој притисок дека се веќе подзатворени, дека тој избор им е намален, дали тоа дополнително не прави притисок внатре? Одлично го кажува, затоа што тоа ми беше следната поента. Мислам дека ова е генерација која престана да верува во концептот на Елдорадо. Апсолутно. Тие гледаат дека Европа се менува, Соединетите Американски држави се менуваат, а да не се лажеме, во 90% од случаите, ако ги придодадеме Австралија и Нов Зеланд и Канада, тоа се дестинациите каде што би заминале. Каде би заминале? И гледаат дека и тие општества се менуваат, не нужно на подобро во сите аспекти и веројатно инстинктивно со некаков нагон за преживување велат добро. Ако веќе тоа не е толку достапно, ако тоа веќе не е толку пожелно, може да кажеме дека може да има некој процес на ремакедонизација. Не само кај етничките македонци, кај сите. И дајте тогаш да пробаме овде да ги поправиме работите, затоа што се помалку ни е опција да излагаме и да одиме надвор. Ако сме принудени, ќе го направиме тоа, затоа што не сакаме никој да ни патронизира и да ни каже дека не знам, газдата на одредена фирма мора 3 пати дена на скијање им дава на своите вработени по 300 евра. Тоа не поминува веќе, крај. И македонските турбокапиталисти мора тоа да го сватат, кај оваа генерација не можете тоа да им го продаете како концепт, ама да се обидеме да направиме овде, можеби не Елдорадо, ама нешто подобро, за да можеме да останеме и да создадеме услови за нормален цивилизиран живот кој ќе исполнува барем минимум стандарди на пристојност. И тоа е тоа што ќе створи страшен притисок. Македонија му припаѓа на секој еден од нас. Така е, апсолутно. Тоа го разбираат, не без друго. На фонот на целата оваа дискусија, на оваа вивисекција на општеството, особено во оваа младава генерација, се случува една катастрофа во Кочани. Нели таа всушност директно доказ за ова што го зборуваме. Една комплетна дисфункционалност општествена, не само во моментов, таа има историјат, но особено во моментов, кое што точно па се крши врз грбот на оваа генерација за која разговараме. И сега гледаме на голема траума и така натаму. Како, професоре, тоа ќе се, да кажем, општествено ќе се дигестира? На една страна гледаме оваа обидов на власта да прошири контекстот, да каже, чекајте се, ова има долги корени и така натаму, избегнувајќи да се посочи себе си како дел од проблемот, а веројатно во најголем дел и од вината. На друга страна имате луѓе кои што не само во Кочани, кој што е веројатно една исклучително травматична средина и ќе остане уште кој знае колку долго време, туку и во фонот на ова што сега јас на пример не очекував дека 15 на 20.000 луѓе некни ќе се соберат по дожд, а ќе видиме како ќе биде утре во сабота. Каде доаѓа? Дали тоа суштост не се, како да кажем, не се катастрофи кои не чекаат, кои што само што не се случиле, а сме имале среќа што не се случиле, а сега имаме огромна несреќа бидејќи се случи. Сашо, да беше една катастрофа, може би ќе речевме дека инцидент. Ние се наоѓаме во серија на катастрофи кои почнаа, не знам, веројатно со падот на Палер. Ајде да кажеме. Кога падне единствената морална оставка, како убаво се сеќам Антони Пешев, тогаш имаше уште неколку оставки, ама добро се спомнува Антони Пешев, имаше уште неколку имаше. Да, добро, се разбира. Да, точно. Се слагам дека се скрши на грбот на овие млади луѓе, ама она што мене ме радува што нивниот грб е силен. И што они имаат потенцијал да менуваат феномени, а не само власт, бидејќи се покажа дека бесконечното менување власти и не дава некој кој знае каков резултат. Меѓутоа, ова е сега потешката задача. Она што мојата генерација, например, го виде во трагедијата во Кочани и сите солзи кои ги пролеа, се обидувам и се малце така да се сконтролирам во емоциите, затоа што секогаш ми застанува грудка во грлото, беше не само не беше само заради, беше најмногу заради изгубените млади животи, заради се она што се случи во Кочани, ама и за изгубените 30 години кои ние
ги поминавме во колективен јавашлук. И не се осетивме, јас барем мојата генерација осеќам дека не придонесе доволно или не придонесе на вистински начин да нешто се промени. Можеби несвесно, неприметно се уградивме у системот, можеби почнавме да функционираме по неговите диктати, можеби не приметивме кога изгубивме контролата во целата ситуација, ама овие млади луѓе се тука да не потсетат како тоа се случило, не може да не потсетат, може да не потсетат како треба во иднина да биде. Добро, дали Ненад, ќе се адаптираме, ќе видиме. Директно да те прашам. Еве да речеме под некоја претпоставка дека си ти начело на држава или ја или било кој. Што е одговорот нова кога всушност е доведено во прашање самиот систем како функционира? Така е. Со други зборови, може ли овој систем да одговори поинаку како што бараат овие луѓе од ова што веќе го одговара? Јас мислам дека ќе мора, порано или подоцна. Како тоа ќе се случи? Јас велам, во моментов не би се менувал со местата со ниту еден политичар. Најмалку со премиерот или со претседателката или со било кој министер. Баш заради тоа што сите тие како политичари се ставени во одреден калап на тоа како функционира тој комплот меѓу бизнис, политика, не знам, власт, опозиција и така натаму, партија како централен, да речеме, феномен. Она е како да кажем, она е платното на кое се слика. Она е фокален феномен апсолутно, така. Тоа е фокусот на целата работа партијата и да барам некаква иновација која ќе придонесе кон тоа да системот се смени. Тоа може да биде само многу инкрементално, а не сум сигурен дека ова е генерација која има трпение да чека ние инкрементално да ги менуваме работите. Вклучително и јас, вклучително и вие, вклучително и власта и така натаму и така натаму. И тоа ќе покаже страшна нервоза кај нив и страшно нетрпение кај нив. И ако се водиме од максимата која кажав на почетокот, 30 години сме уништувале, 50 години ќе оправаме, тоа навистина ќе биде многу инкрементално, со тоа што не сум сигурен дека е оно што нарекуваат американците tipping point, точката на пресврт после која нас ќе ни дое памет. Пошто мислевме дека памет ќе ни дое после модуларната, после Илинден потонувањето, после Дурмотурус, после Беса Транс и така натаму, и никако да се случи. Меѓутоа ова е навистина мега трагедија, не дека другите сакам да ги подценам или да ги смеам, таман работа, после која веројатно ќе мора некои работи да се обмислат, затоа што системот ако продолжи по инерцијата по која функционира, он апсолутно ќе се распадне во одреден момент или ќе дојде до комплетна непослушност од страна на оваа помлада генерација која нели комплетно ќе се сврти против нас. Затоа што прогласи граѓанска непослушност, едноставно да или ќе се зголеми и покрај тоа што не сакаат тоа да се случува, ќе се зголеми повторно brain drain и нели одење надвор ако видат дека не го добиваат она што сакаат, или навистина работите ќе мора полека инкрементално да доживуваат некаква еволуција. Се надевам дека таа еволуција нема да биде баш толку бавна, меѓутоа не сум претаран оптимист искрено затоа што не мислам дека знаеме, еве јас искрено и за себе зборам, не знам дали ние знаеме подобро. Ајде да видиме дали можеме некако подобро. Јас можам само во мојот микросвет на универзитетот да гледам да си ги исполнувам обврските, да бидам доследен во она што го работам, да бидам колку толку доследен во политичките ставови, во идеите кои ги застапувам, заради тоа што она што оваа генерација него сака се исто така идеолошки конвертити. Исто така. Сакаат интегритет, сакаат да видат интегритет и кога грешиш за работите. И тоа многу го ценам кај нив. Види, јас мислам дека сепак сум по-оптимист во таа смисла, бидејќи просто нема избор, видете, моето мислење е дека овој шаблон на владење 30 години во кој партијата нели е племето кое освојува територијата и потоа заземат све и неа и припаѓа затоа што она е нели главниот фактор. Мислам дека тоа просто само од себе се урушува и тоа го гледаме сега со своји очи. Вклучително и оваа кампања, која параноична една реакција на власта која влегува во како кажам, во дискредитирање на секој еден кој на било кој начин се обидува да ја критикува или да учествува во овие протести. Ме интересира како реагираат студентите, како е на кампусот атмосферата соочени со таа една тој темплейт кој исто така го знаеме 35 години за да се одбраниш ти дискредитираш оние кои не се твои истомисленици, па дури не истомисленици, него слепи послушници. Јас само една работа не успеав во овие 30 години да разберам како партиите не, барем ни стане која лонгитудинална линија која гледаме, долгорочна. Баш со моите некои пријатели баш од десницата, со луѓе со сосема спротивни политички ставови разговаравме и дојдовме до еден заеднички заклучок. Дека политичката понуда е се полоша. Дека апсолутно се полоша. Како оди времето дека таа не се подобрува. Во смисол на човечки капацитет, во смисол на индивидуи кои нема да бидат само харизматски, кои ќе донесат некоја квалитативна промена.
Па и во однос на тоа какви се јавните дебати, каква е јавниот дискурс и комуникација. Тоа укажува само една работа, дека партиите многу брзо, ако сакаат да задоволат некаков минимум, човечки, информативен, комуникацијски, суштински, ќе мора да кооптираат. Така да овие млади луѓе не смееш да ги гледаш како непријатели. Мораш да ги гледаш како потенцијал кој може да биде искористен во општеството, ако им ја дадеш вистинската рамка. Ако рамката е партијата и овој трибализам кој кај нас владее во политичките односи, тогаш таа рамка е за нив претесна. Ај уште малку да искомпликуваме работата и до сега се чини прилично едноставно е вака. Каде е сега тука идеологијата? Бидејќи ова се што се случува, прво, дали ова има идеолошка матрица на страна на овие нови движења, второ, ние сме свесни дека светот оди се подесно и се поконзервативно до, како да кажем, до сега веќе и оригинални нацистички, не веќе маргинални движења и власти туку онака баш влезени во еден висок налет. Има ли во овој сега дополнително компликуван контекст каде ќе се витка цела оваа приказна? Ти баш си реши да не доам пак. Не, добро мислам. Не, супер секере, прашање, јас сум гробобран, ја ги собирам сите критики на таа, па види сега. Го постави прашањето кое за мене искрено е најневралгично. Имаш една прекрасна графика како мим, некој меме, како се вика тоа, млади генерации како го викаат, меме го викаат, мим. Меме. Вика пред 30 години ја вика мојот пријател од левицата, мојот пријател од десницата. И се они вака се релативно близу вика. После 20 години мојот пријател од левицата, таму отиде негде, мојот пријател од десницата не го ни гледам. Значи, јас на едно мое предавање скоро кој беше за општа јавност, за сите кои беа заинтересирани, отворено, ме повика една младинска организација кај нас многу позната и интересна, ги прашав, мене не ми се чини дека е само може би глобалниот, ако треба некој глобален просек да изведеме каде оди, има некоја реконзервативизација, дефинитивно. Има. И гледам и кај моите студенти, да, има повеќе, се навраќаат повеќе на теми кои се врзани за идентитет, за име, знаме, не знам, националност и така натаму и така натаму, со тоа што добриот аспект е што не го наследија веројатно од нашите генерации, не ја расредија перцепцијата дека треба нужно да има длабок етнички јас. Немаат толку страф во тој дел, барем за моите студенти од некоја микро примерок кој го анализирам. Меѓутоа има една друга тенденција. Има голема поларизација кај дел од студентите на релација лево-десно. Проблемот е што овие центристички опции, врзани повеќе кон тој либерален центар, како да се скроз изумрени. И јас им поставив едно прашање во однос на родови улоги, полови улоги, како кој сака нека ги нарекува, не му сугерирам никому ништо, велам, окей, како вие утре ќе градите, тоа е едно мало идеолошко прашање кое во суштина рефлектира целата дебата. Како викам вие утре ќе градите, викам, функционални семејни заедници, релации маж-жена, ако едните одат во ултра радикални идентитетски политики, а не знам, машите, тоа се претежно женските, а викам машките ги читаат Джордан Питерсон и Ендрю Тейт, без при тоа баш да потполно да разберат што пишува Джордан Питерсон, него како мали џокица размислија што пишува Джордан Питерсон, нема везе. Викам, како ќе градите функционални заедници? Затоа што јас гледам и по таа некоја полова родова основа гледам прилично голема поларизација, каде што имаме непомирливи концепти. Ова може да биде на се што кажавме, што велиш да закомпликуваме работата, на се што претходно кажавме може да биде хендикеп фактор во целата ситуација, заради тоа што во принцип малку гледам отсуство на можност да тие политики се приближат кон некој политички центар околу кој ќе има некаков диалог на различни идеи. Agree to disagree, барем на тоа ниво. Не, ова е оно што се нарекува NIMBY политика. Not in my backyard. Не, ти не може така. Од едната страна го имате дискурсот на предавници патриоти, од другата страна имате соодветен дискурс на cancel culture и тие две меѓу себе никаде не се наоѓаат. Оно што го зборевме во првиот дел од емисијата е веројатно заедничко за сите нив. Дека они имаат одредена линија на барања, кој нема да се откажуваат, дека се можеби подсврсти, помалку екзистенцијално се осеќаат загрозени како карактери, како цела генерација. Меѓутоа, ова што внатре е посејано како семе на комплетна политичка поларизација во која нема никаков политички центар. Нема оно што се нарекува символичка улога на цивилно општество да помирува разлики, да се разговара. Тоа ќе оди против оваа генерација. Не на тоа што го кажуваше практично многу лоша прогноза за тоа каде ќе заврши целата приказна. Ова е главниот хендикеп фактор кој веројатно може многу да ги разедини од внатре и кој веројатно може да ги како да кажам, да ги хендикепира во таа некоја борба да се бара некоја нормалност. Заради тоа што веројатно за едната и другата страна, ако можеме условно да ги поделиме за потребите на оваа емисија на две страни, не постои никаков меѓупростор. Јас навистина мислам дека мимот што го спомнав е сосема точен.
Дека ние кога бевме поделени лево десно, моја генерација, не знам, сме се карале, можам да наведам 10 имиња на луѓе кои седеле и овде, кои гостували по други емисии од левицата, од десницата, од политичкиот центар. Тоа биле некои разлики кои биле фини, кои биле у некој угладен контекст и така натаму, кои релативно мазно сме го разговарале, па Европа као идеја, не знам, не била оспорувана, па пријателство со САД не било оспоруван, немало некоја русофобија да се каже и така натаму, у еден контекст Па кој ни бил русофилија. Па не русофилија, имало конкретно во однос на Руси имало достеден една непознатица било условно кажано, меѓутоа тоа е најмалку битно. Сепак тоа биле некои стави кои се движеле во една рамка. Сега таа рамка е толку проширена што вие двата краја на таа рамка не можете никаде да ги сретнете, да ги натерате да разговараат. И тоа е она што ме загрижува, особено се гледа таа поделба барем во 2-3 генерации кои во последните можеби 3-4, може и 5 генерации се гледа дури по пола основа. Машките инклинираат повеќе кон десно и за ова е интересно да се направи точно прецизно истражување во однос на идеолошките инклинации кај двата пола, а девојчињата повеќе инклинираат кон таа некоја, нели, од воук до ултра воук идеологија условно, сега да наречеме така, тоа е малце пежоративен израз, ама немам сега подобар во моментов, така, радикални идентитетски политики на партикуларизација на идентитети и така натаму. И тие нигде не се наоѓаат да разговарат. Ова им е главниот непријател. Они знаат што бараат, ама потоа кога ќе треба тоа да се операционализира во некаква политичка програма, веројатно ќе имаат огромни разлики како тоа треба да изгледа. Така? И затоа ти убаво рече дека може прогнозата тука малце шкрипи или не и баш ја закомпликува со прашањето. Мене ми личи дека не знам, јас сум оптимист затоа што мислам дека жените некако ја преземаат работата во своји раце со право, со оглед на ова радикализација конзервативна кај башките, но добро, тоа е моје вака едно мислење, може не е така, но добро, таа еманципација на жените си го носи своето и тие се погласни, фала Богу. Но моето прашање, професоре, дали мислите дека ова радикализација на десницата и дури и агресивност во настапот и во обидот да се укинат некои остварени норми во демократски, или е на известен начин еден диалектички елемент кој придонесува да инспирира и дури и провоцира раѓање на нова идеологија либерална 2.0, ако може така да кажам, која ќе успее да одговори на предизвиците на новото време. Тоа ми беше следната поента. Има тука надеж која не е баш така мала. Сум имал јас своји окршај, условно кажано, да искористиме еден убав србизам. Сум имал несогласувања со обете страни во многу аспекти. Меѓутоа, оно што го гледам особено кога разговарам со... Извини, само да те прекинам, за да свати публикава. Значи, Ненад Марковиќ дојде од правен факултет, кој извориштето на сите проблеми во независна Македонија за 40 години. Со врвови на деструктивни националисти, врвови на неодговорни либерали, колку сакаш. Кој ќе видиш пола од политиката доаѓаат од правен факултет. Да ти дам легитимитет на тоа што го збориш. Има мал бекграунд, така, информативен бекграунд за мене. Да, често не посочувам. Иако јас сум повеќе за индивидуализација, секогаш сум бил. Еднаш се налутив на една твоја колешка која напиша правниот факултет, викам има да кажеш кој. Зашто ја ова не сум го кажал. И се расправавме по телефон затоа што знаеш како да не ја скапуваме сега цела гајба, има прекрасни колеги таму кои се и одговорни и кои се вистински патриоти и кои се навистина и многу одговорни професори, прекрасни личности. И јас гледам да се дружам претежно со тие. Да кажам ова Борјан што ме праша. Има на пример во однос да речеме на тие родови политики. Јас често се расправам со македонски феминистки дека ако дискурсот стане конфликтуален, премногу конфликтен, ако исклучува машката перспектива и ако од мизогонија нужно премине во некаква мизандрија, дека нас не ни се пишува добро. Објасни подобро мизогонија, мизандрија, затоа што овие што не гледаат треба и да разберат зашто. Така е. Ако фундаментално позицијата, не знам, на феминизмот е дека добар дел од мажите мразат жени или се однесуваат дискриминаторски кон жени, и во однос на тоа се јавува реакција која е во многу аспекти оправдана, тоа не смее да премине во омраза кон мажи и делегитимирање на машката перспектива. И сега сум се нашол со 2-3 феминистки од кои очекував отпор. Напротив, јас добив легитимација на тезата. Дека не смее да биде диалог на глуви. Бидејќи актуелните истражувања покажуваат дека голем дел од младата машка генерација се чувствува подреден. Се чувствува недоволно машко. Затоа се овие на Ендрю Тейт, на Петар и така натаму дека всушност чувствуваат дека заради некоја
причина жените се подоминантни и они се чувствуваат недоволно Да. остварени како мажи. Тоа е сега голема студија, голема дебата, дали е што е како и така. Да, мене ми е жал, мене ми Кој е мажот е тој. да, Кој види, е мажот е тој кој диктира се. Тоа се наоѓаме- тоа не држи го. Боријан, се наоѓаме, знаеш како? Еве да пробам таа некоја перспектива, можеби не мојата лична, меѓутоа на помладата генерација на мажи, што вели што ги читат и Ендрю Тейт и што го сакаат и Джордан Питерсон и сите тие врзани автори. Од една страна нив не им е смената социјалната улога доволно и затоа еднаш реагирав и на социјални мрежи, во кои, не знам, они ќе бидат рамноправно ќе обезбедуваат, не знам, она како се вика, екзистенција за семејството и така натаму, нема да биде на нив целиот или најголем дел од социјалниот притисок, а од друга страна имаш таа желба за, или како да кажам, потреба или барање за некакво просветителство, некаква, како се вели тоа, сега го барам вистинскиот термин, еманципација. Така? И они се наоѓаат сега пропаднати во таа дупка. Од една страна мојата социјална улога не се менува доволно за ја да можам да се идентификувам со неа. Пак ви од мене барате све што сте барале од мажот пред 50 години, а од друга страна пропаѓам у неможноста да се уклучам у целата таа дебата и да се еманципирам доволно за да не ми исклучите од таа дебата. Со други зборови, кој Да. е подобар возач, мажите или жените? Јас со моите студенти тоа долги дебати. Бидејќи веднаш мажите викаат па се разбере кога се мажите. Кога ќе видиш статистиката, по статистиката Да, на сообраќајте, жените се далеку подобри. Но суштината е дека во општествата мажите и жените, ова што говори за социјални улоги, па и социјални статуси, различно размислуваат. Нема подобри полоши, има едноставно разлики. Добро, професоре, да те турнам уште малку сега во една насока. Слободно. Ако ми дозволи Боријан, повели. Само кратко. Не е исклучено батеријата да ми прекине така што ако се исклучи да знаеш што Не, супер, прекинуваме готово. емисија, Боријан, тебе ако те немаме у емисијава, Готово. џаве Ќе се наруши дебата. хемијата, готово. Така. Професоре, значи убаво го толкуваме светот, протолкувавме сето тоа и така натаму, но има, се разбира, прочуени мислите кои викаат светот треба да се менува. Што значи сега ова на фонот на ова се што го изразговаравме, целата оваа компликувана, комплексна материја, кај се наоѓаме и така натаму. Например, што треба сега владата да прави? Бидејќи ако смеам да помогнам во некоја, да не те преконтекстуализирам, се чини дека всушност повикуваме дека треба да има власт која ќе повика на диалог, која што ќе ја смали конфронтацијата, која што ќе побара Сигурно, размена да, мислења, да. која што ќе биде спојка меѓу инфомакс и политиканти. Ова agreeing, disagreeing, agreeably. Значи, кај што ќе се спојат публиките, бидејќи ние и политиканти и инфомакс имаат реално различни публики, различни долги да. И ние перфектно функционираме и можеби е тој феноменова што ја загрижува власта, ај сега да не одам со таа паралела. Меѓутоа не гледаме дека имаме оти на крај треба и за конкретна власт да разговараме, не за некоја апстрактна власт која ќе дојде, нема да дојде за 5 години, за 10, за 100 години. Гледаш ли како па и како аналитичар и коментатор на општествените движења, дека имаме луѓе на позиции кои што сепак се на власт и тоа со голем легитимитет, да не забораваме, со сигурно. какава победа се на таа позиција, кои што всушност ги разбираат овие работи и да кажем во една метафора, подаваат рака за тоа. Или гледаме една, овој што и Боријан го коментира, една комплетна конфронтација со погласување предавници, конспирации. Ајде, ние сме редовно, нели тоа на времето не заокружуваа со црвени кругови. Сега се јавија сите можни онака дека се тоа глодари, дека сме стаорци, дека сме стока и така. Каде ќе оди оваа приказна и дали воопшто во вистинска насока мојава размислување? Тоа е апсолутно вистинска насока заради тоа што ништо од овие квалификации нема да помогне. Ниту пак ќе ги натера овие млади луѓе да се откажат да го бараат она што сакаат да го добијат. Не мислам дека политиката на конфронтација и политиката на прогласување на државни непријатели било кога функционирала, може да функционира само краткотрајно, колку да се изменаџира некаква дневна криза, на долг рок само прави штета и само не оневозможува да го постигнеме оно за кој претходно говоревме, да ја вратиме таа дебата во некаков нормален, во некаква нормална рамка. Така да политиката на чие било етикетирање и така натаму, ја не мислам дека може да функционира на долг рок. Мислам дека само ќе води кон оно што се нарекува politics of disgust, која или ќе води во контрамобилизација или во пасивизација. Во едно тие две работи. Тоа нема многу да донесе гласови на ниедна, ни на оваа, ни на која било наредна власт. Ама они диалогот го разбираат како развластување. Они викаат, не бе, што има со вас да разговараме, ние имаме толку голем легитимитет, што сега ќе седнуваме и ќе ги слушаме вашите ставови, кога гласаа за нас, не знам, толку илјади луѓе. Особено што и во оваа влада, ја мислам дека не постои унисона реакција.
Да, имаше доста радикални реакции од она што ние нарекуваме ботови, платеници, сега да не употребуваме. Да, добро, глупо таа е да машинерија, употребуваме пежоративни изрази за нешто што не сакаме да го слушаме, да излеземе малку од таа рамка и да речеме луѓе кои од една или друга причина поддржуваат, така. А пробуваат нели на овие луѓе кои излагаат, кои се бунат, кои бараат некаква промена на системот, не нужно на власта, на системот, така. Пробуваат да ги делегитимираат на некој начин. Не мислам дека е тоа добро. Ниту мислам дека функционира, ниту мислам дека овие млади луѓе ги допира. Знаат што бараат, знаат каде одат и знаат што сакаат да добијат. Така да имитирање на таа некоја конфликтуална комуникација која постои, не знам, кај нашиот северен сосед, која постои во некои од земјите во регионот, не може баш со овие генерации добро да функционира и добро да се упари. Тоа можеби со мојата генерација можеше ние полесно се плашевме, имавме повеќе страф од стигма, имавме повеќе страф од негативни коментари, сега веќе климата е променета, така да колку што е ова некаква криза која се случи, толку и можност за некаков социјален диалог да се врати во некоја нормала и апропо тоа дека владата не е нели толку хомогена, како што не е ни една политичка структура, како што не е ни една структура во општеството, и во оваа влада има луѓе кои можете јавно да ги скритикуват и потоа кога ќе се видите да речат: "Абе, гледав дека ме критикуваш, сакам баш да седнеме да разговараме за ова што го зборев." Мене тоа лично ми се случи, мене тоа ме фасцинираше, затоа што постојат поединци кои велат да не именувам се, глупо е некого да пофалиме, други да кудиме, меѓутоа таквите луѓе треба да се негуваат во политиката и тој тип на луѓе кои сакаат диалог. Ние се уште чекаме таквите да се јават. Бидејќи батеријата ме гази, ако дозволите, не времето. Ајде. Професоре, дали оваа една поларизација, овој судир меѓу таа традиционална, ако можам да ја кажем, матрица на демократска некаква култура демократска, која се раѓаше во транзицијата, и ова нова една свест која ја демонстрираа студентите, зашто на почетокот зборувавме, нели е тоа една поларизација која има дури еден набој да предизвика и безбедности проблеми? Па јас не мислам дека сега, ја не мислам дека тоа примарната желба на овие луѓе или примарната цел да се направи некаква безбедносна криза. Меѓутоа тоа зависи од обете страни на таа некоја политичка поделба која постои, така? Тоа е многу битно и како власта ќе изреагира. Јас и со луѓе од власта отворено сум разговарал дека каква било нервозна реакција во однос на што младите луѓе го барат, особено во ваков невралгичен момент, нема да доведе до ништо добро. Дека веројатно оваа енергија треба некаде да се насочи, треба да и се даде некаков правец и да се искористи за нешто позитивно. Колку ние имаме капацитет за тоа не знам. Ја и затоа реков дека не би се менувал со ниеден политичар во овој момент, заради тоа што јас се прашувам што е сега во оваа ситуација најдобро да се направи, да сум ја министер за внатрешни, премиер, да сум како би изреагирал? Добра, а како реагирате на правниот факултет меѓу колегите? Не со студентите. Се дискутира оваа тема? Јас мислам дека уште имаме некаков, како да го наречам, некаков PTSD после ова што се случи во Кочани и дека уште не се слегнат импресиите, меѓутоа го дискутираме можеби дури низ призма на нашето институционално паметење. Што можеби ние сме сгрешили и што можеби ние не направивме добро за да видиме нели каде може да се поправи. Во принцип многу е тешко да имаш таква изградена и просветлена, условно кажано, еманципирана самоперцепција за да можеш да кажеш. Ама еви твојата прва асоциација беше дека за правниот факултет се врзува многу негативна содржина. Ја немам впечаток дека тоа би требало да биде предоминантен впечаток за правниот факултет, затоа што има луѓе кои многу трезвено разговараат. Правниците се сега особено посветени, ајде ние од политички науки малце сме понастрана, да речам, со друга перспектива на работите, меѓутоа меѓу правниците има многу жива дебата околу утврдување на одговорност. Кој, како, кога, наназад, нанапред, актуелни и така натаму, особено кривична одговорност и особено за политичката одговорност повеќе сме ние, да речам, квалификувани да дискутираме. Не се мешам во кривичната одговорност, тоа не го разбирам, бидејќи има, мислам, јас гледам една тенденција да се оддалечат што повеќе од актуелните функционери, да не бидат на кој било начин одговорен. Стално раскажувам веќе 10 пат, не знам, имаш еден специјален новинител во Бугарија кој што кога праша у 90-тите што е целта на вашата истрага, вика целта на нашата истрага е да не доведе до нас. Да, не дочуено, да. Но сега одиме во нешто што зика политичка одговорност. Тоа веќе го разбираме. Да. Зошто е не ги коментирам само овие сегашниве. Имавме искуства ние разни и претходно и така натаму. Зошто е толку тешко на политичарите да направат еден морален политички гест и да макар да понудат оставка, зашто и тоа сме го имале порано. Зошто што е сега проблемот да се излезе и да се понуди оставка?
Видејќи травмата е огромна, овој посттравматски стрес кој што го говориш и така натаму, зошто нашата политичка култура нема изградено тој вид на реакција? Види, ќе ти кажем конкретно. Јас на пример Тошковски не го гледам како некој злобен човек кој што не знам е многу корумпиран. Да речеме и не знам тие дели ќе видиме. Тоа обично се знае од кој ќе си заминат, ама не го гледам како некој негативец кој се и тој нема чувство дека треба да има една димензија која што на крајот од краиштата ти се наметнува како потреба на моментот, не само како дали ти имаш или немаш одредени конкретни одговорности. Кај него во министерството дури мислам дека има и одредени одговорности. Зошто ни фали таа димензија во политиката? Кај изгубивме по пат? Јас со колегата кој веројатно и мислам дека гостуваше кај вас со Гордан Георгиев имаме напишано цела една едиција. Добро. Која се однесува, односно не е едиција, туку е книга, еден мал прирачник, во кој го обратуваме прашањето на политичка одговорност кај нас и морална одговорност. Тоа е сепак категорија која мора да произнесе од внатре и на која јавниот притисок може да изврши само одреден дел на, како да кажем, на влијание. Кај нас во принцип оставките се сметаат за чин на пораз и за чин на почеток на пад на некоја власт. Не и се признавање вина, и признавање вина, што во принцип не е така. Затоа го спомнав на почетокот и всушност треба да отсликаат некаква доблест. Меѓутоа, се додека постои систем кај нас, во кој политичка позиција е се и во која ти целиот свој авторитет политички го влечеш од формалната позиција, до тогаш тој модел на давање оставки или чувствување на политичка одговорност нема да се промени. Инаку да, јас за Тошковски имам од цела влада, за него може за уште еден двајца министри имам едно од најдобрите мислења искрено. Ми остав впечаток дека човек кој сака да работи, кој тешко му паѓа оваа ситуација реално. Апсолутно гледам дека е прилично истравматизиран од целата работа затоа што не е убаво во твој мандат баш ова да ти се случи, така. Се разбира дека како човек веројатно се чувствува. Меѓутоа, кај нас во принцип имаше еден модел, а тој се повтори со модуларната и со Илинден во двата случаи, каде што во принцип ти доаѓаш, даваш оставка до премиерот или до лидерот на твојата партија, тоа е побитната функција. Па после тоа ние се шеговито тоа со Гордан го нарековме, имаш концепт на миропомазание како во црква, така. Па тука ти си миропомазан, па тебе ти е све опростено, така од светото миро ти е дадено. Се извинувам сега на сите луѓе кои се религиозни што прават на ваква можеби невкусна паралела, ма тоа буквално така изгледа, па после тоа ти си рехабилитиран од било каква одговорност. Што не може да биде по мене, што не. И со тоа практично лидерот на партијата, тоа е пак персонификација на политика, персонализација. Тука пак лидерот на партијата и премиерот го презима товарот на себе затоа што може да каже ја бев тој што одлучи дека министерот нема да даде оставка. Што пак не го прави личен чин, него пак го внесува целиот колектив, целата влада во целата приказна. И додека овој модел не се смени кај нас, на тоа да се свати дека тоа ниту е признавање вина, ниту некој сака некој да признае вина, ниту е тоа кривична одговорност, дека сосема поинаков концепт на одговорност, тогаш тој концепт ја мислам дека нема да претрпи никаква промена, тоа се уште ќе се гледа како слабост, ќе се гледа како пораз, ќе се гледа како почеток на пад на една политичка гарнитура, а може да биде сосема спротивното. Ние поминавме низ тоа искуство со оставката на Зоран Заев. Сепак беше на врвот на власта и така натаму, можеше да одвесла уште неколку години повеќе, кој знае што ќе беше. Ја дори благ шок, да. Па сакам да кажем, па човек рече, види, ова е веќе доста, веќе беа знаци појавени на одредена, да кажем, дисторзија на цигаци се сето тоа, но од врв на власт да си дадеш оставка, го имаме тој преседан. Искрен да бидам, ја тока и Мицкоски не го гам. Се не те туркам ти да ми кажеш што мислиш, ама човекот не ми делува како човек кој што има таа димензија дека можеби за некои работи вреди да се превземе и поголема одговорност од кој што може да би конкретно некој ќе ти ги наброи сметководителски. Запрашан од мои пријатели за безбедносните ризици во однос на она што се случи во Кочани и она што се случува со студентите кои ме прашуваат нели што се случува кај вас на универзитет, какви се тие проблеми, што бараат децава и така натаму. Јас реков дека ова да се слушаше третата, четвртата, петата година од владењето на одредена политичка гарнитура, атмосферата ќе беше сосема поинаква. Да. Ние ги имаме оние 100 дена традиционално во која ставаме една власт да се ориентира, да види докаде, да види нели што може да се направи, што не може, да ги врати уздите условно кажано. Ама 8 месеци си баш онака некој бордерлайн случај во кој една власт не е ни убава заседната, ама не е баш ни сосема дека не знае што се случувало. И мислам дека тоа оди во прилог на тоа да се чувствува помало одговорност во целата ситуација. Краткиот период релативно не амнестира од чувствување некаква одговорност
за тоа што се случува. Така да јас не знам, ќе видиме како ќе оди понатаму ситуацијата, можеби не можам да прогнозирам како премиерот би размислувал во други ситуации. Ова сигурно не е последната криза, да се надеваме дека последната криза во која има човечки жртви. Меѓутоа сигурно не е последната криза која ќе ни се случи или последниот немил настанки во политиката, тие се константни. Само велам, се надевам дека нема да има човечки жртви или ќе имаат некакви по-сериозни последици по безбедност и по интегритетот на општеството, ама ќе видиме понатаму како ќе реагира кога еве веќе после некоја година до година и пол аргументот нема да функционира дека ние сме тази и не знаеме што се случува. Така, тој аргумент може да функционира одредено време, исто како што претходната на пример власти обидував дека прислушкуваните разговори ќе имаат некој фон од можеби 2 години, потоа луѓето едноставно ќе ги заборават. Тоа така оди. Добро, попат го изгубивме Боријан, бидејќи се прекида врската, они најави и така натаму. Ја имам всушност уште едно прашање, бидејќи веќе ближиме 60 на минути. Ненад, во крајна линија може ли ова се да се сумира? Јас малку инсистирам на тоа, бидејќи гледам дека, знаеш како луѓето како да се однесуваат без радар, без во крајна линија ова се што го разговараме, не е ли всушност нашата потреба за евроинтеграција? Него е тој систем на реформи кој на тој пат не чекаат и кој годиме, всушност одговор на голем дел од прашањата што и младиве можеби инстинктивно, тие можеби не може да го артикулираат тоа во некаков политички памфлет што сакаат. Меѓутоа, а од друга страна гледаме особено конкретна власт која на тоа се однесува онака реда ради. Имаш неколку talking heads кои што се разбира ќе стаи запирка и потоа 3 реченици како Европа ни е најважна се тоа, а се прави се за да тој пат ништо да не врви. Так, ќе видиме дали тука ќе има некој поместување евентуално, нели последната лицитација условно кажано е после локалните избори. И тоа е по мене единствениот реален прозорец во кој може нешто се мрдне. После тоа веројатно Европа ќе изгуби интерес и ние ќе изгубиме, веќе имаме изгубено интерес во голема мера. Се разбира дека таа е доста комплексна тема во која можеме да утврдуваме одговорност зашто удривме од ваков зид и како удривме и така натаму. Ќе ни требаше 2 емисии да седиме за да разговараме за тоа. Меѓутоа, ќе имаме прилика, се плашам дека темата ќе се одржава и во... Ние живееме, знаеш како Сашо, ние живееме една тотално лажна дилема која го диктира политичкиот кај нас дискурс комплетно и ја диктира политичката поларизација. А тоа е темата, како да ги дефинирам во еден подкаст на мои студенти кои го водеа прилично дамна, не беше толку дамна пред неколку години. Јас кажав, тоа е судирот помеѓу логиката ќе правиме со свој стил, со свои сили од внатре, така некоја логика на внатрешна некоја политичка ентропија и она што се нарекува не треба камшикар, како ви каже Заев, некој од нас. Да. Метли, камшици, така натаму разноразни надворешни стимулации, условно кажано. Мислам дека е комплетно лажна дилема. Јас стварно мислам дека тоа е комплетно лажна дилема. Ние живееме во илузија дека она што Европа го бара од нас и она што ние сакаме да го реформираме, не она што треба, не она што ни кажало да го реформираме, она што ние го чувствуваме како потреба да го реформираме се 2 различни работи. Не бе луѓе, тоа е една иста работа. Тоа е една иста работа. Реформа на администрација, реформа на судство, реформа на сфери како што се транспорт, здравство, образование, судски совет и така натаму и така натаму. Дали Европа ги има сите најдобри темплети, најдобри матрици за овие реформи? Секако дека не, мора нешто од нас да произлезе, така. И супер што ја укина USAID помошта за да видиме колку можеме со наши сили. Одлично. По мене мислам дека ништо подобро не можеше да ни се случи, за да ги премериме сами своите сили, затоа што како што каже еден политичар скоро, ние веќе ништо не градиме со своји пари. Тоа ќе мора да престане. Заради тоа што ако сакаме реформа, ако сакаме да чувствуваме она што го нарекуваат ownership, да чувствуваме некаква собственост врз таа реформа, таа ќе мора да дојде од внатре и ние да потрошиме пари за ние самите да се судриме под джеб и кога ќе не боли на тој начин, поинаку ќе се однесуваме кон резултатите и она што сакаме да го постигнеме. Меѓутоа дека постои голема разлика меѓу она што Европа го бара од нас и она што ние го чувствуваме како граѓани од внатре, тоа е сосема лажна дилема која ја мислам дека функционира само во некаков политички привид на таа поларизација која мора да се случува. Она што го сака еден евроскептик и она што го сака еден еврофундаменталист да го наречеме, мене често така ме нарекуваат, па ќе тргнам од самокритика, у суштина не е многу различно. И тоа е она што ние треба да си го признаеме и од тука да почнеме да градиме некаков однос кон тоа. Така да ќе се намали анимозитетот и кон тоа дека мораме со собствени сили, ќе престанеме да бидеме толку, она како сега, codependence конечно, а од друга страна ќе се намали анимозитетот кон што Европа го бара, затоа што ние почнавме Европа да ја идентификуваме само со идентитетски интервенции, именување на име, француски предлози, без да забравиме дека истории, без да видиме дека земјите кои ни ја понудија помош во Кочани, механизмите преку кои се понуди таа помош, целата амортизација на овој проблем
одеше преку механизмите на НАТО и на ЕУ. Денеска министерот за надворешни работи сосема исправно се заблагодари на НАТО за целата помош, затоа што НАТО не е само воен сојуз кој постои тука не знам да прави проблеми. Со генерал Арсовски и Хаџи Јанев имавме на јавна дебата кај што и они двајца многу добро објаснија дека НАТО е исто така disaster relief. Дека има разноразни центри кои помагаат по многу основи и дека не треба толку еднодимензионално да се гледаат работите. 90% од земјите, ако исклучиме Србија и уште можеби една-две држави, сега не ги знам сите на памет, беа земји на Европската унија кои нас ни понудија помош. Нити се јави Русија, нити Украина, ниту Америка, ниту Канада, ниту Нов Зеланд, ниту Австралија. Се знае ние во кој обкружување сме. Ако Кочани не ни докажа кај ни се пријателите, кој прв ќе ти ускокне у помош у неволја, онда ние не ги научуваме лекциите како што треба. Ненад Марковиќ, благодарам на овој разговор и во име на Боријан кој што пред 5-6 минути мораше да се исклучи бидејќи батеријата, а веројатно и женевскиот аеродром влијае врз сите тие околности. Благодарам на овој по мене многу густ интензивен разговор. Се надам дека и ќе биде задоволствено и што не гледа и што ќе не гледаат. Благодарам. Благодарам уште еднаш. Тоа е се за ова издание на Политиканти. Се гледаме следната недела со нов гостин. Се плашам со истите теми, ама се тоа ни е реалноста. Останете во добро здравје и чувајте се, бидејќи такви се времињата што сите треба да бидат свесни за она што го прават и како го прават и што може да бидат последици од тоа. Пријатно и се гледаме во следното издание на Политиканти.мк.